Почитувани гледачи, добар ден. Најчестите деформитети на работниот столб е темата на која што ќе разговараме денеска во емисијата посветена на здравјето, второ мислење. Останете со нас. Кои се најчестите деформитети на работниот столб и како најдобро истите се третираат, во продолжение ќе ни објасни доктор Албена Манева-Крстевска. Доктор Албена, пред се ви благодарам што прифативте повторно да сте дел од второ мислење. Мене ми е баш задоволство и секогаш ми е задоволство што да разговарам со вас и што денеска конкретно ќе можеме да разговараме на оваа тема, односно на најчестите искривувања кои што се случуваат на човечкото тело. Ќе започнеме со тоа кои се најчестите искривувања и пред се која е причината, затоа што како што видовме и пред малку кога ми ги покажувавте сликите, доста често се случува и кај мали дечиња да се појават искривувања. Да. Па и јас да се заблагодарам за тоа што поканивте во вашата емисија и ми е драго што сте повторно кај мене. И со темата деформитети на работниот столб, сега секогаш е таа актуелно кога ќе почнува школската година, тога се подсетуваме што треба, што не треба да се прави. Значи најчести деформитети кај децата, па и кај возрастните. Секогаш ги пропуштаме возрастните, мислам дека треба да се спомнат. Се кифотичните искривувања и сколиотичните искривувања. Различни се етиолошки и начинот на лекување е различен кај деца и кај возрастни. Значи, многу често прашуваат родителите зошто моето дете има ваков деформитет, зошто се прогредира, зошто кај други деца исто, во исти услови, учат, се однесуваат, кај некои нема, кај некои има. Значи, тоа е прашање кое можам, ако има време, малку да ви објаснам зашто се работи. Меѓутоа, би се осврнала прво за кифотичниот став. Мислам дека е многу почест кифотичниот став отколку сколиотичниот. Значи, децата не знаат како да стојат, што да прават со своето тело, особено во адолесцентниот период и во периодот кога нагло растат и се развиваат. Значи, од деца стануваат момчина, девојчина и тој брз преод, знаете, се одразува и на психата и емоционалниот статус и се одразува во држењето, особено кај девојчината почнува да се повлекуваат, да се подгребавуваат, кога почнат градите да им растат, се срамат и така. И тоа може да биде причина за еден кифотичен став, лош став. Друга причина може да биде позицијата на карлицата и позицијата на карлицата во колку е према напред, тогаш го повлекува рбетот према назад во кифоза и главата оди према напред. Тоа е многу лош став во колку се задржи во текот на животот, не се коригира. Во тој случај може да настанат многу рано дегенеративни промени, што ги кажуваме спондилоза, особено во вратот и во ломбалниот дел. И утре тие луѓе кои почнат да работат, дали физичка работа, дали работа со седење пред компјутери, било што, почнува да имат болки во вратот, со главоболки, со вртоглавици, со гадење, со повраќање, со силни болки во ломбалниот дел, со ишијас. Знаете, почнуваат работите од дете. И затоа е многу важно, значи, од тогаш да се обрне внимание, многу е важно ставот на телото да се постави како што треба. Вие имате на слайдовите што ви ги испратив, значи, примери како треба да изгледа телото и кои се најчести деформитети во сагитална равнина, значи дали е то кифоза, дали е то лордоза, нагласена, намалена, значи тоа треба да се коригира на време. Значи тие работи, тој деформитет, односно став, прво е став, после настанува деформитет затоа што мускулатурата се менува. Значи таа што е издолжена, значи постојано станува слаба, она што е скратена станува јака и влечи, значи го понагласува деформитетот, фасиите се скратуваат, се издолжуваат, мускулатурата се менува и на крајот вие добивате една дефинитивна деформација кај возрастен човек.
ме разбирате. Значи тоа е затоа не е доволно само да се вежба, затоа е доволно треба да се прави едукација. Јас тоа го работам, тоа се вика постурална едукација. Значи има разни техники тоа како се прави и во колку дотичното дете или особа сака тоа да го се коригира, тоа може и кај возрастен човек. Значи тогаш многу ќе му олесни и ќе се спречат многу други непожелни состојби и така. Обично болни состојби. Значи, што се однесува до тоа? Значи, има деформитет кифотичен кај деца, тој се вика Шоерманова болест, каде имаме промени во растот на прешленското тело и тоа место да е правоаголно, вака на профил, станува клинасто. И тогаш дефинитивно се развива една силна кифоза, која може да се лекува само дури е растот. Значи, дури е раст. Во тек на раст, со помош на корсет и со помош на вежби и корекција на ставот, се овозможува правилен раст на прешленското тело и дефинитивно излекување. Во колку тоа не се направи и во колку кифозата е многу голема, тие луѓе во повозрастна период мора да се оперираат. Во колку имаат голем проблем, дали естетски, дали се работи за болки и така. Мислам, тоа е ето така. Што се однесува до сколиозата, значи сколиозата е малку покомплексна етиологијата. Нема една етиологија, меѓутоа промените на арбетот може да настанат уште интраутерино, значи во тек на ембрионалниот развој, и тоа промени анатомски и промени функционални. Значи може да нема анатомски промени, затоа што ние имаме, како да ви кажам, одреден програм, генетски програм, кој налага на кој начин ембрионот ќе се развие. Да речеме, арбетот е од мезодермално и мезоектодермално потекло и не е целата конструкција од исто потекло и не е растот и развојот подеднакво не се одвива. Да речеме, на 2-4 прешлини се одвива исто, на другите 2-4 прешлини се одвива поинаку, така да тоа овозможува разлика, значи, на прешлините. Значи, различни се во вратниот дел, различни се во градниот, различни се во нобалниот, различни се во сакралниот дел. И нивниот раст, значи, прво тие се од трскавица, па потоа настанува осификација. Осификацијата, значи, оди нагоре, надолу и во хоризонтала, меѓутоа различно. Значи, многу различно и во одреден период. И тоа е, ви кажувам, тоа е генетски дефинирано како треба да биде. Меѓутоа, подложно е на надворешни влијанија. Така да, она што е генетски запишано може да биде изменето. Дали интраутерино, дали после раѓање. И затоа може да се јават одредени деформитети. Значи, може да биде тоа конгенитални деформитети на арбетот, кои налагаат понатаму многу строг протокол во лекување и многу често одат оперативно, уште од мала возраст, најмала возраст, не треба да се чека многу. И има други сколиози кои се заради одреден функционален дисбаланс кој не дава анатомски промени, меѓутоа развива многу големи сколиози. Значи, може да настане тогаш. Сколиозата настанува многу често при брз раст. Тоа е најчесто првите неколку години, значи детето кога расте, пред пубертетскиот раст, брз раст, значи тогаш најмногу се влошува и понатаму во адолесцентниот период, кога арбетот созрева. Меѓутоа, сколиозата настанува заради дизритмија во растот и заради лош проток на информации. Може тоа да биде, значи, од сензорите кои се во остеоартикулатниот систем, лигаментите, значи таму има одредени сензори, да речеме на стопалата имате
орган за равнотежа, кој дава информации во каква состојба е телото, дали е во ова положба, дали е напред-назад. Значи, информации дава тонусот на мускулатурата и сите тие информации одат во центарот, во нервниот систем и оттаму одат еферентни импулси. Значи, какви ќе бидат тие? Значи, тие може да кажат дека телото треба да стои вака, дека одредена мускулатура треба да биде скратена, друга издолжена. Значи, ни за други работи може да главата мора да биде во ова положба и тоа детето го сваќа како сосема нормално. Да. Разбирате? Да. Значи, комплексна е сите тие промени се многу комплексни и тие доведуваат или, да речеме, брзиот раст. Брзиот раст не е симетричен. Прво растат нозите, па карлицата, па раците, глава и на крајот е арбетниот столб. Тоа имате забележено кај децата кои растат, нозите им се високи, а телото им е мало. Значи, телото расти на крајот, а меѓутоа, арбетот, сакам да кажам, на крајот расти, меѓутоа не расти исто подеднакво. Предниот дел расти побрзо, задниот поспоро. И тогаш се развива таа лордоза која овозможува извртување на арбетот со сите други фактори кои делуваат, значи една торзија. И кога ќе настане торзија, да речеме, во градниот дел, настанува контраторзија горе и долу. Значи, кога ќе настане контраторзија горе, тогаш настанува извртување на рамениот појас. Обично главата оди кон конвекситетот. Обично децата вака стоят. Многу често. Или ќе исправат главата повторно и имаме една ротација и торзија извртување на карличниот појас, зашто на него се зглобени долните екстремитети и колковите. Значи, карлицата може да биде ротирана во хоризонтална равнина, меѓутоа и во сегитална, према напред, према назад, исто нагоре, надолу. Значи, во сите три равнини, значи, едниот дел, половина карлицата ако оди горе, значи, оди према назад, и тогаш колкот оди према надвор, а другиот колко оди према внатре, и тоа го гледаме, кој ќе го видиме пациентот во... Затоа се соблекува. Не се гледа само арбето, се гледа комплетна. Се гледа дека едната нога оди према внатре. Или имаме деформитети на стопалата, кои секако мора да се коригираат. Знаете, и кога го гледате детето или возрастниот со сколиоза, вие треба комплетно да го гледате. Значи, од озгоре до долу се соблекува пациентот и треба да го проанализирате, за да знаете што понатаму да правите. Затоа што тоа воопшто не е едноставно. И третманот е строго индивидуален. Значи, воопшто, за секој пациент е сосема различно. Или ако има нешто слично, меѓутоа е различно. Затоа што тука во терапијата треба да водите сметка на се. Значи, све што е торзија, вие треба да направите контраторзија, а контраторзија и на останалите делови. Да. Пред малку на почетокот споменавте дека честопати родителите се прашуваат зашто баш на нивното дете им се случува тоа кога се растат во исти услови, значи исто се однесуваат како и останатите деца, еве да речеме во училиштето исто седат, меѓутоа која е примарната причина? Постои па може да биде генетска. Добро. Значи меѓутоа генетска што се наследува. Добро. Да речеме, тоа е све испитано и докажано по која линија како се наследува. Меѓутоа не мора да биде воопшто наслед. Не мора да значи. Значи има во фамилија кај има сколиози, во фамилија што нема сколиози, па се јавува и тоа сериозна сколиоза кај дете. Значи гените се подложни на влијание. Значи тие влијанија ви кажав може да бидат интраутерино, може да бидат во текот на животот. Понатаму интензивниот раст е фактор. Во текот на интензивниот раст имаме тука една жлезда пинеална која го регулира хормоните ги регулира, значи важни се хормоните, важни се состојбата на мускулатурата, важни се состојбата остеоартикуларна или на лигаментите. Сите тие влијат и што е многу важно биохемиските промени, односно метаболизмот. Значи многу е важно. Значи какви биохемиски влијанија има.
Значи, тие деца се подложни не само на брз раст, нека тука се јавуваат хормонален измени во хормоните, метаболизмот се менува и така натаму. И сето тоа може да влие на арбетот, значи можни се тие влијанија. Пинеалната жлезда влие на тој начин да лачи мелатонин. Меѓутоа, кога ќе почне, значи кога ќе дојде период на нагли развој, значи мелатонинот се намалува и се зголемува лачењето на хормонот на раст. И затоа има многу експериментални трудови направени во тој смисол, докажано дека мелатонинот има такво влијание и некогаш се дава мелатонин за да се намали, да се успори растот. И тоа е и причината зошто кај девојчината почесто се јавува, кај машките, затоа што кај девојчината порано почнуваат, значи кога не е нейрохормоналниот систем доволно зрел, значи почнува еден нагли експлозивен раст и тогаш може да се јават тие промени, а кај машките покасно почнува пубертетот. Да. Кажете ми, кои се начините на третирање? Примерно, рековте дека кај секое дете и кај секој човек е вид возрастен е различен третманот. Многу е битно да се открие на време и лошиот став на телото. Што забележат родителите, треба да се потрудат тоа да се коригира. Значи, обично ќе им кажат, исправи се и ти ова го прават. Мислам, тоа не и после пак се враќаат на исто. Значи, треба да им се покаже. Значи, тоа е посебна едукација. Јас обично користам, ги снимам со фотоапарат, па им покажувам, за да видат. Зашто не се свесни тие. Тие сметат дека тие убаво си се држат. И потоа им се кажува едноставни техники, не е тоа ништо сложено. Многу едноставни, со едноставни некои техники може тоа да се коригира релативно брзо. Речеме за месец дена, поколку се повторува по неколку пати на ден, по 1-2 минути. Пример, може тоа да се скоригира. Па после треба да им се објасни како да седаат, на што да седаат, како да пишуваат. Тоа све треба, практично тоа треба да го преземи училиштето, таа работа. Меѓутоа, колку што гледам, професорите и наставниците не се многу заинтересирани за тоа. Или не знам како. Мислам дека порано, во постаро време, повеќе се обрнуло внимание на држењето на. Значи, гимнастиката е важна и секој што кога ќе дојдете ви кажувам, гимнастиката е многу важна. Значи, во програмата треба да се внесе корективна гимнастика за тие деца. Значи, многу е тоа битно да имаме деца кои убаво се држат, кои се здрави, кои се бават со спорт. Мислам, тоа е многу битно. Поважно отколку каков мобилен телефон има или како е облечен или знаете, треба приоритет да се дадат на работите, да. Ето така. Тоа би било за децата. Сега како се лекува тоа? Значи, секое дете треба да се направи анализа што има. Значи, истовремено се прави, се наблюдува и неговото однесување, се зборува со родителите, дали има некои проблеми и тоа треба да се реши затоа што делува. Да. Поприлично делува, да. Треба детето да се мотивира и да свати дека тоа не е со сила да прави вежби, него тоа да бара. Самото да бара. Знаете, значи за тоа треба време. Тоа не можете со многу пациенти да го работите, значи треба да ставите време за тоа, да објасните и на родителите, на детето зашто се работи, какви се последиците. После тоа се прави, да речеме, јас правам програм за секој дете што треба да работам. Кои вежби треба да се прават, некогаш измислувам некои работи во зависност од тоа што ми налага ситуацијата. Во колку треба корсет, се прави корсет и тој се прави индивидуално. Сега јас работам со Центар за ортотика протетика Славе и тие се единствени и најстручни, мислам, во Македонија. Другото све што се однесува до корсети, протези, такви работи, мислам. Тука нема дискусија. Имаат стручни луѓе со факултетски образовани и сега пред 6 месеци тие започна со компјутерски обработка и компјутерско снимање и изработка на корсет
кое мислам дека го нема, не знам и на Балканот дали имаат. Значи први сме тука. Значи јас работам со нив, заедно го снимаме детето и после тоа го изработуваме моделот и после во основа на тој модел се прави тоа е пластика, медицинска пластика се излива, па после се отсекува, се пробува и така натаму. Значи тоа така се изработува, потоа има вежби во корсет, па треба детето да се прилагоди на тоа, некои деца треба целодневно да го носат, некои треба само да спијат и дома да го носат. Меѓутоа, према ова што ви имам дадено на слайдови, ќе видите колку е тоа ефикасно. Да. Значи, колку лекувањето е ефикасно и во колку корсетот е направен на вистина добро и е спроведен третманот добро, значи, сигурно ќе има успех. Значи, во колку нешто некаде има затаено, тогаш може да настане кикс некој. Разбирате, некаде, дали дома, дали со нешто може да се случи, да. Меѓутоа, сето тоа се коригира во колку родителите доваѓаат редовно на контроли и така. Ето така тоа. Кажете ми, спомнавте дека кај децата полесно се решаваат овие работи, може со корсет, тоа се исклучоци кај оние што се прават. Корсет и вежби. Корсет и вежби. Без едукација и без вежби не може. Не може никако. Значи, дури некои работи можат и само со вежби да се средат. Па чак и поголеми скори. Само со вежби, меѓутоа, што значи тоа? Тоа значи корекцијата на ставот да го угради во мозокот, тоа е една работа, значи постојано, нон-стоп да се однесува како да е коригирана сколиозата, а тоа можете да видите колку може тоа да се направи. Тоа е неверојатно што може едномоментно да се направи. Значи, ако вие тоа го држите цел ден, вие сте исто како да сте во корсет. Тоа е една работа. Значи, и друго, вежбите се многу битни. Без вежби нема ништо. И корсетот секако е дополнение. Меѓутоа, вежбење, тоа значи не 5 минути, 10 минути, вежбење за сериозни сколиози зборувам, кои имаат преку 50 степени, кои се кандидати за операција. Значи, јас со нив работам многу и многу имам спасено. Имате тука, мислам дека има, да. Имате, сум покажувала и многу случаи такви. Меѓутоа, тоа се луѓе, фамилии кои се залагаат, кои се многу упорни и кои сакаат тоа да го средат без операција. Јас сосема со тоа се слагам. Операцијата е крајно решение. Значи, операцијата е решение за деца кои имаат конгенитални аномаличности и тоа тогаш треба да се направат серија на интервенции и не само на рбетот, на градниот кош, на ребрата, има на карлицата, зависи зашто се работи. Значи, и тоа треба да се води добро до некаде 12, 13, 15, 16 години. Значи, некаде до 14 години и со тоа се завршуваме, разбирате. Меѓутоа, кај другите деца, значи, може и 50, и 55, и 60, и преку 60 се средувале и тие се луѓе кои не можете да кажете дека имале сколиоза. Меѓутоа, вежбите се по 2 до 4 часа на ден. За да има добар резултат. Да има добар резултат во домашни услови, се разбира. Така. Со тоа што мора да има некоја контрола повремено. Дури се направи обуката и сето тоа треба 2-3 месеци. Што е со возрастните, докторки? Па возрастните исто подлежат на терапија. За нив исто важи... Случава подоцнешни години да се појави... Да. Обично доваѓаат, да. Може да се појави воопшто да немале ништо. Да. И се појавува, меѓутоа причината сосема друга. Значи причината се дегенеративни промени на арбетниот столб, на коскената структура, на лигаментите, на дискусите и се јавува и на нестабилност и почнува склизнување на прашлените еден во друг, во однос на друг. Значи, дали во сагитална равнина, напред-назад, дали во хоризонтална, со ротација, се јавуваат енормни сколиози, можат да се јават. Сега тие се јавуваат луѓето кои ќе се јават болки тогаш. Да, тогаш, да. Да, меѓутоа може многу да се помогне. Значи, болки да се намалат, јас сум имала
буквално такви случаи. Значи болките да се намалат и па изгледот може да се искоригира. Сега прашање зошто дошло до тоа. Тоа е поврзано со други работи. Со метаболни проблеми, обично хормонални, многу голема интоксикација на организмот, лошо држење, малтретирање на арбетот, лошо држење на телото, на што веќе ви го кажував. Така да може и на постарите многу да им се помогне. Има и разни манипулативни техники кои можат едномоментно многу работи да ослободат и така. Тоа е многу добри се тие техники може да помогнат. Така, колку е време потребно за да се реши една сколиоза или кифоза? Или индивидуално е кај секој е тоа различно? И све зависи некој што ќе каже ова јас ќе го средам за месец дена, за 6 месеци. Мислам, дури не може. Може да се помогне, значи може и да се исправи, да речеме комплетно. Меѓутоа, факторот кој делува е секогаш тука. И вие морате да го водите сето тоа. Значи, или треба да вежба, или треба да носи корсет, можда не целодневно, али да спи со него, се додека арбетот не созрее комплетно и не се стабилизира. А тоа е некаде до 23 години. После тоа? И после тоа треба вежби, активност, здрав начин на живот, како да ви кажам. Доктора, ќе ви благодарам, доста поучно, доста важно и на почетокот на учебната година. Важно родителите да знаат и да ги проверуваат своите деца и секоја мала проверка и забелешка дека детето не им седи правилно или дека не се држи правилно, треба да се обратат на лекар, така ли? Треба треба да се обратат на некој што тоа знае да ги упати. Па мислам, тука се и физијатрите, ортопедите многу не сакат со тоа да се занимаваат. Во принцип, меѓутоа, физијатрите, физиотерапевтите, мислам дека треба да се направат и некои школи за таа работа, за да може да бидат покријани многу луѓе кои тоа го побаруваат. Така, може ли толку улога да имаат и професорите по физичко? Секако. Ако сакаат. Тој ми е работа, меѓутоа, во колку сакаат. Секој чест на оние кои тоа го прават. Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Најактуелни козметички иновации. Козметичко студио Жанета Естетик. Добитник на престижната награда Златна маска за врни достигнувања во медицинската козметологија. 16 години грижа за безпрекорна убавина и решение за вашите естетски проблеми. Жанета Естетик. Чекор до собствено совршенство. Стигнавме до делот кој што го посветуваме на убавината. Погледнете уште еден козметички третман кој што го подготвивме во козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик. Добар ден, господја Жанета. Баш ми е драго што сме повторно во козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик и добро дојдовте во второ мислење. Благодарам за поканата. Кажете ми, каква е функцијата на маската со колаген и зашто е баш во комбинација со кавијар? Па вака, маската од колаген пред се го поттикнува создавањето на колагенот во подкожното ткиво, а знаеме дека доколку се намали, после 25 годишната возраст, веќе се намалува постоењето на оној квалитетен колаген кој што го имаме пред 25-та. И така да е пожелно со колагенската маска, ние всушност да го поттикнеме нашиот колаген да создаде поголемо количество колагенски клетки. Колку видови на колагенска маска постојат? Па постојат повеќе видови на колаген во комбинација со одредени витамини, со одредени екстракти, како што овој пат е екстрактот од кавијар. Знаеме колку е луксузен во исхраната, а навистина во комбинација со колагенот, бидејќи колагенот го стопира биолошкиот часовник, го стопира старењето, го одржува младешки нашето лице, во комбинација со
кавиерот е навистина поводок, бидејќи кавиерот 100% ја хидрира кожата. Од која годишна возраст може да се применува оваа маска? Па, третманот, значи, можеме да го започнеме од 25-та година, каде што веќе почнуваме превентивно да правиме, значи, одредени третмани, каде што сме свесни дека веќе кожата не изгледа баш многу свежо како што била пред 25-та година, така да од својата 20-та веќе, значи, секоја жена и девојка, па и машката популација треба да се подвргнат на вакви третмани. Третманот со колаген и кавиер го започнуваме со тоа што најнапред кај нашата клиентка ќе направиме шампонирање, односно ќе отстраниме сета онаа шминка која што е нанела нели на лицето. Вишокот го отстрануваме со водени тампони. На ваков начин сме сигурни дека кожата е чиста, отстранета е шминката и одиме со следната постапка, а тоа е специјалниот пилинг со кавиер, во чиј состав имаме и абразивни зрнца со кои што ќе ги отстраниме изумрените станици. Вишокот од пилингот го отстрануваме со помош на водени тампони. Повторно влагата ја собираме со хартиено шамивче. Лицето го прскаме со бисерна вода и кавиер за висока хидратација. И сега кожата е веќе спремна за нанесување на специјалната маска со кавиер, која што е спремна, измоделирана. Како изгледа, можеме полека да ја нанесеме. На ваков начин клиентката ќе ужива негдека од 25 минути до 40, доколку кожата е издехидрирана, оставаме и 40 минути. Добиваме ефект лифт, значи затегање на кожата, висока хидратација, кожата навистина станува хидрирана и 100% кавиер ја заштитува негдека најмалку од 3 до 6 месеци. Бидејќи маската го заврши своето дејство, кожата е навистина хидрирана, после добри 40 минути, маската можеме да извадиме во едно парче. Кожата се гледа дека навистина има свежина и сега како завршница нанесуваме бисерна вода. Три месеци ќе биде заштитена од дехидратација. Стигнавме до самиот крај на емисијата посветена на здравјето, второ мислење. Доколку нешто сте пропуштиле, слободно погледнете ги репризите во недела и во среда. Исто така, емисијата второ мислење можете да ја погледнете и на нашата веб страница 24vesti.mk. Најновото издание на второ мислење погледнете го следната сабота во истото време. До гледање.